Здраво, ова е 411-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Kiln 75-та од Идов Лук, во кој станува збор за Вера Брандес, глумена од Мала Енде, која во 1975 година на 18 годишна возраст го организираше познатиот Килнски концерт на џез музичарот Кид Џерет. Во филмот сведочиме на сите предизвици со кои се соочила Брандес, препреки со чиешто совладување ја овозможила незаборавната изведба која ја имала замислено дека Кид Џерет ќе ја исполни. Организирање на концерт е неблагодарна работа, тоа најдобро го знаат домашните промотери, кои ќе ви кажат дека се соочуваат со планина на бирократија и фалична логистика, каде за да се помести штраф потребно е да се употребат сите познанства кои е инволвирана државата, а каприците на артистите се индивидуална нафака со која ќе мора да се носат организаторите, така што воопшто не е за подзавидување нивната позиција, особено доколку сето тоа резултира со полупразна сала. За среќа ние во Македонија одлучивме да ги уништиме саемот и секоја пристојна сала за концертна изведба, па не мора да ја удираме главата од зид каде би свирил Кид Џерет. Не би свирил. На слични маки била растргната и Вера Брандес, која е подготвена да се соочи со сите искушенија само за да може да го организира замислениот концерт, штом го согледала потенцијалот да менува светогледи со својот перформанс Џерет во Берлин, па ги засукува ракавите, почнува да се представува како негов лажен менаџер, изнудувајќи пари за закупување на просторот, го промовира на радиостаниците и се соочува со најголемата препрека за артистот, раштиманото несоодветно пијано кое треба да го среди 5 до 12, односно 11:30 часот, кога започнал концертот. Неизвестно е до самиот почеток на концертот дали воопшто ќе настапи Џерет, тензичен аспект кој е одлично искористен во делото. Не смеја се занемари и комплексот кој се провлекува како опашина уште од првиот кадар и се однесува на несогласувањето кое го има Вера со нејзиниот татко и неговото негодување на нејзиниот успех, третирајќи ја како промашена животна инвестиција, комплекс кој таа очигледно дека го нема надминато и афирмација од негова страна би значила многу, но исто така е мотивира да му докаже нему и на светот дека е способна за големи нешта. Кид Џерет, глумен од одличниот Џон Магаро, кому напатеноста му е испишана на лицето, го сретнуваме насред турнејата на слободен перформанс, која секоја вечер го исцрпува, лишен е од сон, страда од акутна болка во грбот и изгора на сето тоа се соочува со пијано кое ќе охендикепира на посетителите да им го даде очекуваниот звук, кој невозможно е да се произведе од рашлиманиот инструмент, кој не го интересира што таков го добила Вера од салата, има репутација и критериум кој не сака да го компромитира, така што да ја погледнеме и неговата страна од паричката и разбереме фрустрацијата со која великанот од него Франк, кој свирил со известувач во автомобилот кој не затвора уста. Тој е именуван како Майкл Вотс, амалгамиран џез критичар од критичарите на времето, кој го оспева неговиот перформанс како врвен благодет на артистичката креација за која е способен човекот пред 50 години, според неговата обсервација на The Kiln концерт. Да не ја отвораме големата за идејата и возможноста за изведување на слободен перформанс на музика која дотогаш не била создадена, затоа што ако релативизираме секоја нота која ја свири Џерет црпи некаква инспирација од нешто што го има слушнато, па затоа ќе го толкувам слободниот перформанс како изведба на дотогаш неиздадена музика, во која се внесувал со секој атом на своето битисување Џерет и публиката имала удел во изведбата како што ќе истакне самиот пианист, па затоа и секој концерт е различен и уникатен. Иако џезот е од авангарден контрааргумент на класичната музика, самиот се сведе во помпезна и елитистичка претенциозна музика за избраните малкумина гейткипери кои ја разбираат, па затоа и освежувачки е панкерскиот ентузијазам на Вера, која го отсликува духот на самата ера со постојаното нејзино трчање како алузија за режимот, антиестаблишмент во нејзината несоприлива енергична наезда, комплетно атипичен за џезерите. Знам, колку и да сакате да ме нападнете дека и џезерите биле бунтовници во своите рамки, на крајот на денот и тие робуваат на собствените шаблони, шематски образци и себе зададени ограничувања, дури и тие кои ги негираат.
има жанровски лимитации во кои не би се впуштиле. Земете преди дека рок-н-рол музиката е популарна во таа ера, односно мејнстрим се арена рок бендовите, панкот избира од клубовите во музичките центри, а джезот е на умирање, музејски артефакт, па затоа е своевидна бунтовничка мисија вера да го организира концертот на анахроната музика како што е интерпретирана во медиумите. Непореклив факт е дека и тогаш немало место за младите да организираат свирки, па си го имаат создадено самите, да се изборат за него без да им биде дадено на послужавник за послушноста, особено не девојките во Келн во 1975 година, не е нешто поразлично и сега, а да не заборавиме дека без нејзината иницијатива немаше воопшто да го добие култниот статус концертот на Джерет, без разлика на неговиот фриволен перформанс на турнејата. Можеби ќе беше славен друг град, но не Келн. Тоа е значајниот придонес кој е немерлив за визионерката Вера. Дискутабилно е дали епилогот на филмот има доволно катарзични елементи за да се исплати предлошката на малтретирањето за организирањето на концертот. Може да хипотетизираме дека во прашање се авторски права, зошто не е вклучен сегментот од перформансот, но сепак мора на гледачот да му се даде своевидна аудиовизуелна назнака за што служел целосниот напор всушност. Во секој случај ангажираноста на Вера не завршила тука, напротив таа формирала издавачка куќа и започнала кариера како музички продуцент и издавач. Со даденото пространство и димензионирање на ликовите, Магаро и Енде го имаат извлечено максимумот од тоа што им е понудено. Секоја година добиваме бројни биографски филмови за поединечни настани и подвизи, како што беше филмот за SNL, односно Saturday Night, дисторзираниот концерт на Дилан во A Complete Unknown, настапот на Квин во Боемската рапсодија, многобројни биопик изданија, музички филмови, како и останатите ретроспективни остварувања за големите подвизи на малиот човек со енормна помисла која во склопот на околностите успеал да ја реализира. Иако во прашање музички филм за култниот концерт на Кит Джерет на расипано пијано, музиката на филмот е компонирана од страна на Хуберт Валковски и неговите кратки интерлуди на пијано за да ја заврзе севкупната звучна структура во некаква кохезија и исполни сцените на тишината и нарацијата со по некоја самотна нота. Краутрок влијанието на Кен не смее да се занемари од таа ера, особено со Mother Sky и своето место си го наоѓа и Нина Симон. Германскиот кинематографер на The Silent Revolution, Јанс Харанд, кој со помош на неговите леќи ќе се обиде да не транспортира во 70-тите со мекнатејот, дисатуриран, речиси сонлив приказ низ објективот во сепија, а со помош на наглите движења на стабилизираната камера преку кратките кадри и хиперактивната монтажа се добива ритамот на кој танцува филмот благодарение на монтажерката Ања Сименс, се во служба на постмодернистичкото кршење четвртиот зид, вперувајќи го интензивното светло врз протагонистката и правејќи од Западна Германија бина на која ќе трча од едниот крај на другиот за да го обезбеди бараното пијано за настап. Употребени се и документаристички интервенции со инкорпорирање на видеоматеријал од джез изведби, некаде и како подлога за постмодернистичка интервенција, а некаде само како илустрација за джез музиката воопшто. Њујоршкиот режисер со израелско потекло Идо Флук е дипломец на уметничкото училиште Тиш во Њујорк, кој со помош на краудфандинг го сними својот прв долг игран филм во 2011 година, израелскиот рол филм Never Too Late, во кој протагонистот по подолг престој во Америките се враќа во Израел, безделничајќи во своето Волво, лепејќи плакати и слушајќи фолк касети, кој беше награден на фестивал во Фрајбург. Неговиот нареден режисерски потфат е од 2016 година, односно филмот The Ticket, во кој Ден Стивенс глуми слеплик кој ќе прогледа и ќе биде ослепен од површните успеси во животот кон кој ќе аспирира по секоја цена, кој беше прикажан во Трибека. Во тој период го напише и сценариото за хорор филмот The Abandoned, а додека сме кај неговите сценарија, тој е еден од неколкуте сценаристи на анимираниот The Sunrise File, геополитичкиот трилер за агентот на Мосад кој ќе се обиде да ја утврди судбината на поранешните нации екзекутори со Брайан Кокс и Дайан Кругер во главните улоги. Линијата на заедничките содржатели е тенка, но постојачка, па би рекол дека неговите филмови се предводени од сингуларни протагонисти кои си земаат преголем залак, без разлика дали се свесни за тоа или не, но имаат убеденост која не им дозволува да се откажат од зацртаните цели и по цена на сопствената детеријација и автодеструкција, со наклонност да бидат ставени во рамка на дамнешното историско милје. Иако
Евидентен е и шекорот во тонот и темпото на новиот филм, кој одскокнува од бавното темпо на претходните мелодрами на режисерот, кој си ги крши сопствените конвенции и нарав со новото остварување. Само не очекувајте продуховеност од филм кој се темели на анегдоти и тривиализирање на фамозниот концерт, робувајќи на нормативите на филмските жанровски клишеа, во кој доследно верува и не може да ги занемари ниту при создавањето на хаотичните сцени за подготовката на концертот, што не е доволно за да го наречеме автентичен филмски ракурс. Исто така треба да се земе предвид дека филмот е растргнат меѓу две перспективи, едната на Вера, другата на Кит, а критичарот не е доволно потребен за да ги поврзе заедно. Филмот имаше својата премиера вон компетицијата на Берлинале, а потоа беше награден на фестивалот во Остенде и прикажан на фестивалите во Софија, Истанбул, Тајпеј и Ванкувер. Мал филм со мала фестивалска турнеја, кој за да се сними требаше да добие подршка од Арте и од 28 други продукции и дистрибуција од Кино Лорвер. Музички филм за надминување на сите постојачки препреки за да се реализира незаборавниот концертен настап, еден од најзначајните џез концерти за пијано во историјата на човештвото, кој немаше да се одржи доколку една 18 годишна девојка не беше упорна и настојчива во незидните зацртани дострели. Ако морам да го евалуирам, тогаш Келн 75 од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 411-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и поснатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!